Рокот на Здрава Котлина останува. До петок, 20 август, оставаат простор за разврска на случајот со рудникот Иловица. А ако не се случи тоа, од 21 до 23 август ќе ги објават имињата на советниците и градоначалниците за независните листи. Од Сдруженијето потенцираат дека не само што ќе предложат листи на независни советници, туку ќе имаат и независни кандидати за градоначалници во општините Струмица, Босилово и Новосело. Од Здрава Котлина велат дека изминатите изборни циклуси политичките партии ќариле многу гласови на ветувањата дека ќе се реши спорот околу рудникот Иловица, но и во останатите градови во регионот каде се отворени вакви прашања – Гевгелија, Дојран, Валандово и Богданци. На некој начин тоа се наметнува само по себе, имајќи во обзир колку актуелните власти до сега во минатото се ефикасни по справувањето на овие за нас од витално значење горливи прашања. Рудникот е топ приоритет, бидејќи ако дојде до отварање на тој рудник, нема смисла да разговараме за живот и за екологија, а ако успееме тоа да го решиме, тогаш нас ни остануваат и другите секојдневни проблеми, а вие сте свесни во Струмица и во сите други населени места кај што има депонии, се постојано горат и летте и зиме. Од Здрава Котлина упатија порака до политичките партии дека повеќе не веруваат во празни ветувања, бидејќи цели 4 години се влече овој проблем и покрај многобројните можности не се решил. Велат дека одлуката да действуваат во рамките на општините е поддржана од членовите, но и многобројните активисти и поддржувачи на движењата за здрава и чиста животна средина.